Започнуваме ново издание на Тилма Амбуланта. Верувам дека ќе бидеме од корист и ќе бидеме едукативни во наредните 50 на минути. Ќе зборуваме за болести на рбетникот кај возрастни. Рбетот знаете дека е столб на целото тело. Впрочем, болестите на рбетот знаат на вистина да го направат животот покомплициран на оние кои што се соочуваат со вакви здравствени проблеми. Има низа здравствени заболувања, ние тоа предмалку го коментиравме со мојот денешен соговорник. Се надевам дека ќе успееме колку толку барем клучните работи да ги раскажеме во наредните 50 на минути. Добре дојдовте, доктор Јордан Савески е денеска мојот соговорник. Добре ни дојдовте. Благодарам. Инаку професор доктор Јордан Савески, специјалист хирург, субспецијалист травматолог и шеф на одделот за травматологија и спиналниот центар во Аџи Бадем Систина. Телефонските линии ќе бидат отворени во наредните 50 на минути заеднички да го креираме новото издание на Тилма Амбуланта. Ни донесовте интересни работи. Може да кажеме што е рбетот и вака нели убаво да го опишеме и детално да покажеме од што е составен. Сигурно. Широките народни маси не може да си го замислат. Да. Што е то корен, што е то пршлен, што е рбетен мозок, дискус. Што е рбетен мозок и ова де факто не се коски, да не се плашат, овие се пластика, меѓутоа така дизајнирана за да генерации се учат од студентски клуби па до суспецијалисти. Ден денес јас ќе погледам она што треба да го направам другиот ден во операциона сала, каде се наоѓа ова или каде се наоѓа тоа. Значи, ова е рбетник. Има 7 вратни пршлини, има 12 градни или торакални ги викаме ние, 5 има слабински и уште 5 крстни. И на крај завршува со ова опашка која се вика тртична коска. Како што гледате, нивната величина не е иста. Горе се мали, а долу се најголеми. Зашто? Затоа што ја држат тежината на телото. Како телото оди надолу, тежината е поголема и затоа тие се поволуминозни. Значи, рбетникот се состои од пршленски тело, тоа се овие. Измеѓу нив, овој дел е дискусот. Таа фамозна творевина која на многу луѓе му го загорчува животот. Представува проблем, да. Ова жолто што излегува од внатре, тоа се корените, кои носат со себе осмислување на телото, сензитивилитет и движење на мускулите. Моторни викаме и сензитивни корени. Едните болат, а другите генерират слабост, пореметено одење. И на тој начин заедно го прават животот пеколен, покомплициран, комплициран и квалитетот на живење е намален, беден. Дефинитивно. Еве овдека поотворен, ова е долниот дел, ова е симулирана фрактура, што све може да дојде со рбетникот. Значи, овие се корените, ова е рбетниот мозок и на крај овде се... Само и да ќе гледате, ете така, добро. Се шири во вид на опашка. Значи, тоа е конска опашка и затоа се вика кауда еквина. И сето тоа се шири по телото и ги пренесува импулсите кои се генерираат во централниот мозок, во големиот мозок. Ако јас сега побарам да го покажам овој дел, наредува мозокот, али преку нив, преку овие структури, вика, земи го, пршлени го, ти покажи го. Значи, оттаму доаѓа. Сега, кога се појавуваат болестите, одеднаш нешто таму се случува. Односно, нивното место е зафатено од нешто друго, кое ние го викаме дегенерација. Зборуваме за кај возрастните. Или пак некоја повреда, некоја парче од коска. Понатаму, или инфекција, без разлика дали е туберкулоза или е бактериска инфекција, се генерира гној. Сето тоа окупира простор каде што се наоѓа нормална средина за функција на рбетниот мозок. И на тој начин отпаѓа функцијата на корените, кои го викаме радикулопатија, односно пати радиксот, пати коренот, затоа се вика радикулопатија. Или пак кога процесот навлегува внатре, кај што е рбетниот мозок, во средината, во тој случај пати мозокот, кој се латински миелопатија. Во тој случај се генерираат симптоми за кои ќе зборувам малце покасно и врз база на тоа ние докторите
заклучуваме дека нешто се случува тоа, а на крај наредуваме што треба да се направи, кога сето тоа е по некој пишан протокол, нема лутање, него се оди до права дијагноза, а правата дијагноза дава и права одлука што ќе проработи хирургот, Како понатаму така? Третира хируршки, не хируршки и така. Да, многу убаво ни опишавте од што е составен или рбетот. Да. Да објасниме улогата, зошто е важно ние нели да имаме правилна положба на телото, односно тој да биде во правилна положба, нели за да може и всушност целиот човечки организам да функционира нормално како што треба. Да. Значи рбетот не е прав како што е сега. Тој во горниот дел на вратот е свиткан во оваа позиција. Така? Во средниот дел е обратно. Во слабинскиот дел поново е свиткан во оваа позиција. Така. Меѓутоа тежиштата на тежината од горе до долу е право. Значи има кривини со текот на болестите. Ако боли, пред малце вашиот колега што ме донесе до тука, не може да си го исправам вратот и во тој случај тој се укачува, штедејќи го вратот, штедејќи и движењата, за да не го боли. И во тој случај еден од индиректните знаци викаме прав рбетен, збришана вдлабнување, кој ние викаме лордоза. Вдлабнувањето е лордоза, така. А испапнувањето е кифоза. Викаме збришана лордоза на вратот, на рбетникот. И понатаму бараме зашто тоа е така. И почнуваме со дијагностичките поставки. Значи тој е главна потпора на телото. Сите овие структури се зацврстени со лигаменти. Постојат снажни лигаменти кои се припајаат од долниот дел, од напред, све до горе, овој последниот пршлен вратен, на него стои главата. Главата, така. Главата е врзана со тој лигамент, претворена во многу јака мембрана. И пошто го врзува овој пршлен првиот кој го викаме атлас и коската која е над него, кој го викаме отципитална коска, се вика атланто-отципитална предна, понатаму и надолу продолжува со предниот лонгитудинален, значи надолжен лигамент. Во средината на каналот се наоѓа средниот, кој е еден од најаките лигаменти, кој исто така се припаја на делот од отципиталната коска, понатаму задни лигаменти, или жолтиот лигамент го викаме, или лигаментум флавум, кој исто така ја држи главата цврсто заедно со рбетникот. И на крај лигаменти кои се измеѓу овие делови кои ги викаме процесус спинозус. И тие се врзани со цврсти лигаменти. Од страна постојат овие лигаменти, пошто попречни се трансверзални, и сето тоа појачано и прицврстено со јаки мускули, чинат една јака конструкција на рбетот, која е способна да ја држи тежината, да можете да скокате, да играте фудбал и да бидеме физички активни. И животот да биде и песна. Така е. Арнома има болести кои се тоа го нарушува и затоа денес разговараме. Така е. Што е тоа што го нарушува животот кај возрастни? Имаме гледач, ние денеска наредните 50 на минути, како што споменав, заеднички ќе го креираме денешно во интервју. Дел јас ќе прашувам, дел ќе им дадеме можност на нашите гледачи. Добар ден за првиот, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас прашам за овој доктор тука, за што кажува, маж ми многу грбот боли, не може да се исправи. Имате ли точна диагноза досега за каков здравствен проблем станува збор или само се жали на болки? На грбот, на болки се жали. Добра, во кој дел од телото сега мора малку да ни дадете некоја насока? Како? Во кој дел од телото, во кој дел од рбетот? На грбот скроз и целиот надоле до кичма го боли. Добра. И целиот грб го боли. Ви благодарам. Сега не знам кога можеме да дадеме некаков коментар. Ви благодарам во секој случај за прашањето. Значи, болката е пријател на организмот. Ако немаме бол, не знаеме што се случува во нас. Нема да знаеме што е така, да. Уклучувајќи ги забот. Ако не боли, не знаеме дека е расипан забот. Значи, болката е пријател на организмот и ова е првиот симптом. Нормално, сега треба поубав распит. Дали болките се пратени со болки во нозете, ако е долу, горе во градниот кош, а ако горе во вратот и во рацете.
Затоа што тие болки, например, сега, ако има болки во целиот грб, дали има болки во рацете? Затоа што многу луѓе се жалат на болки, кои велат обично, мене ме боли во крстот, меѓутоа тоа се шири по ногата, па све до долу. Се ние понатаму попрашуваме до каде? До колена, до скочниот зглоб, до прстите, затоа што сите овие корени кои ги фатев, секој од нив смислува некој дел. И врз база на тоа што отпаѓа, што значи таму е притиснато. И на тој начин ние правиме првачна дијагноза. А понатаму одредуваме. Што значи? Гледачот треба да дојде да го прегледаме пациентот, а прегледот вклучува прво преглед, распитување негово, каде се шири, што се шири, па понатаму имаме чеканче гумено кој испитуваме рефлекси, кој рефлекс е појак, негде е појак, негде е слаб, негде го нема, е изгубен. Таму кај што го нема, обично се притиснали радиксите. Таму кај што е притисан мозокот е појак, затоа што притисокот генерира додатен импулс. Не? И на тој начин пациентот го испитуваме и заклучуваме што понатаму. Прв чекор за да се дојде до дијагноза е обична рентгенска слика, кој дава информација. Како што пред малце рековме, рбот не е прав ко стап, него тој негде е влабнак, и реков дека таму кај што е влабнак како е исправен, што значи него го боли и нормално тој да се штеди. И го исправили рбетот. Нели? Понатаму на некои слики гледаме некој дел од таму фали. Се јавува дамка. На народен јазик кажано, значи нешто фали. Може има дали некој процес, дали било тоа инфективен, дали бил туморски или така нешто. Меѓутоа најчесто се тие дискусии за кои пред малце ме прашавте, дискусии кои со текот на времето, со текот на годините. Многу е честа дискусирнијата во Македонија, така? И тоа е меѓу прва, нема во Македонија, во светот. Во светот. Да, во светот. И се јавува болки во крстот и така наречен low back pain, нели? Значи болка во долниот дел на рбетот, кој се јавува поради дегенерација. Што значи дегенерација? Генерација нешто да правиш, дегенерација нешто да се растура. Например, јас кога бев млад имав коса на Битълси. Сега сум, како што гледате, дегенерација. Дегенериран, така да се моите колеги кои дојдовме се 70 години, кога се поздравам од Сабајле, викаме здраво, дегенерација, не велам генерација. Супер. Така да, сега болка, немам црна коса, немам многу влакна на главата, што значи сум дегенерирал во однос на косата, нели? Како што е на косата и на другите повидли делови, така и на рбетникот. Значи рбетникот одеднаш од начинот на живење, од позицијата секојдневни, од професијата, од намалена физичка активност, многу фактори има, така? Управо викам ради начинот. Так. Колку повеќе ставаш кила, толку повеќе тежиш. Ако повеќе тежиш мускулатурата, ако не ја вежбаш, не ја држи тежината. Ако не ја држи тежината, ти оптоваруваме структурите. И тогаш тој дискус, кој обично има свој прстен, така наречен од фиброзно ткиво, тоа е едно цврст. Тоа е тоа сивото што го гледаме, тоа е така? целиот, од една и од друга страна, така? А од позади го држи онај најцврст лигамент, задниот лигамент, за да не притиска на мозокот. И во еден момент, обично се случува и во млада возраст, меѓутоа тој друг вид на дискусија. Обично направи некој покрет или дигни нешто одеднаш тешко, а веќе дискусот почнало времето да го гризи постепено, таа дегенерација си го прави и во еден момент тој оквир кој го држи. Вачаковски беше на некоја емисија, мисли или кај вас, па имаше надве со питички, многу убаво го објаснуваше, да? Така да тој дел желатинозен кој е, излегува и навлегува во околината. А што е околината? Околината се овие корени. И се во зависност од тоа каде е притисокот на коренот, се манифестира по нозете, затоа што тука се формираат нервите за нозете. А ако е таму горе на вратот, се формираат нервите за рацете и почнува да испаѓа некој дел. Пациентите обично се жалат дека рацете ми трнат, дека нешто не ги чувствувам како што треба. Мислам дека нешто по рацете ми лазат. Или отидов да ја измијам, пошто да имам гледам шолји од чај и од кафе, да ги измијам, јас ги скршив без да сакам. Значи почнува да има слабост. Тоа се тие некои симптоми, така? Кога гази, веќе не чувствува остро газењето, нешто како тупо. Сето тоа се симптоми на нешто што се случува негде, а каде,
зависи од прегледот и на кое место се случува и дека таму има негде притисок. Значи тој диск за кој вие спомнавте, тој дегенерирал, тој си има свој простор, тој е богат со течност, со вода, тој е еластичен и тој дозволува сите овие и балерини и други спортови да се обавуваат без никакви проблеми. Вие кажавте булката е пријател и тоа значи дека ниту еден човек не треба да ја негира или да ја некако става настрана, туку да дојде да посети лекар. Имаме тројца велат гледачи и се надевам бевте трпеливи, па ајде да ги слушаме вашите прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам прво поздрав до вас во студиото. Поздрав. До докторот. Јас сакам да прашам за сестра на 67 години е. Има остеопороза, а има кифоза, сколиоза. Не може да оде, одма да директно да го поставам прашањето. Не може да се движи и прави ни се секакви лабораториски испитувања, рентгенски снимки, магнетна резонанца на мозокот, на ръбитниот мозок и констатира дека има стеноза на вратните пршлени. И од тоа дека не може да оди, не може да клекне, да стане, уопште не е самостојна, оде со помагало. И предложи операција. Меѓутоа таа не се сложува, па сакам да прашам дали е корисно масажа и суплементи применува, лек не применува. Благодарам многу. Ви благодарам многу. Уште едно прашање, па ќе одговориме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Повелете. Добар ден, по емисија сум. Да, во програма сте, господја, ќе ве замолам да го поставите прашањето. Поздрав до докторот и до емисијата. Поздрав. Имам едно прашање. Имам 53 години, имам дископатија, спондилоза и проследена со силни главоболки и болки во увото што не се издржува. Прашањето ми е дали од спондилозата може да се јават тие болки во увото. Скоро секој ден сум на аналгини, сум пробала да го лечам и увото со лекарствен, ама ништо. И магнетна, ова компјутерска томографија имам направено, гледам дека немам ништо, а болката во увото и главата, и вратот не престанува. Така. Ви благодарам. Ке добиете секако образложение. Може за Да ги разбрав и двете. За првата господја. И двете Јас си запишав ако треба нешто. Не треба ништо. И разбрав и двете. И двата пациенти. Значи првата беше со вратен рбетник, ели, дека има спондилоза. Јас сакав да објаснам што све тоа значеше. Почнеме со дискусот. Кога дискусот ја губи својата функција и тој ќе се намали. Ако се намали, се извади една цигла од зид, што ќе се случи со другите? Ќе клекнат према напред. Исто се случува со организамот. Ако тој диск сега дехидрира значи ја изгубил течноста, ја изгубил водата, ја изгубил она маса, нели? Во тој случај одеднаш рбетникот веќе почнува да се навалува на таму каде што ја нема таа маса. И одеднаш почнува да ги оптоварува задните структури. Да. А задните структури се овие злопчиња овде, кои ги викаме ние фасети. Гледате овие злопчиња, тие се оптовариња, тие си имат своја капсула. Си има своја капсула, а од позади лигаментот заден почнува да се задебелува. Овде се генерираат шилци, така наречени остеофити, во народот познати како шилци, ама са тие каде шибаат? Тие шилци шибаат во овие корени. Не? И одеднаш, а овој лигамент, за да ја држи таа тежина што ја изгубил дискот, одеднаш почува да се задебелува. Задебелен има поголема маса. Поголемата маса навлегува во каналот. Од една страна навлегуваат шилците, од друга страна дискусот, од трета страна од позади, и тоа е тоа стеноза што кажа пациентката. Така? Ради дискус, најверојатно има и хипертрофија. Хипертрофија значи задебелување на лигаментот позади, нели, задниот лигамент, или па предниот лигамент, или има уште некој додатен шилец внатре, и во тој момент почнува да притиска на корените. Најверојатно има проблем со рацете, оние пред малце симптоми што ги кажав, што ги споменав, али понекогаш веќе има пореметување и во одењето. Она рече не може да оди. Да се движи така. Ако не може да се движи, во тој случај треба се направи магнетна резонанца
и за да се види дали има промени на мозокот. Премалце се реков, ако притиска само на корените, се вика радикулопатија, пати радиксот. Не може да се движи, не може да мрда. А понатаму, ако пак е притиснак и рбетниот мозок, во тој случај се е вклучен тој централен, тој диктаторот, кој ги носи импулсите и ги распоредува по телото за функција на раце, на нозе, на сите мускули. Значи, со неја треба да се прегледа, секако дека терапијата почнува со конзервативен третман. Не се оди. Ја обично на пациентите ми, ја работам сега во приватна болница и би требало да кажам дека друга терапија нема, само операција, пошто таа повеќе носи пари. Ама ја обратно велам, не сте се уште за тоа. Ќе почнеме со конзервативен третман, ќе ги исцрпеме цела лепеза на лекови, односно и други постапки, ќе зборувам и за другите постапки, па на крај останува како задна станица, односно задна опција, хирургија. Така. Сега, ако почне веќе да притиста на мозокот, таму со притисокот не дозволува доволно крв да се храни мозокот. Почнува да се јавуваат бели флеки по мозокот. Тоа се вика миелопатија. А таа миелопатија може да направи катастрофа со тоа што да ги поремети функцијата, не може пациентот да се движи, не може да оди, не може да ги контролира сфинктерите и од животот прави пекол. Така да треба убав преглед со анализа на сите податоци што ги има, верувам, пошто направила и компјутери. Се во однос со тоа што, компјутер или магнетна резонанца. Па компјутерът дава информација обично за тврдите структури. И тој е многу убав, например, ако има некој тумор вгнезден во прашленското тело, и тој точно ќе каже каде е. Видите, магнетната резонанца е choice број 1, односно избор број 1. Секогаш е на затоа што таа дава информации и за коскените структури, кои се поспецифични за компјутерот, меѓутоа и за меките структури кои се околина на прашленските тела и да се види каде се меките структури инволвирани со притисок, викаме компресија. За втората гледачка со дископатија, спондилоза, за болки во увото, кои што се постојани и секојдневни спомена. Значи, веројатно таа дископатија има на вратот. Сега, јас пред малце објаснував дека овој пршлен, тој е атласот, што го вика, нели? Првиот вратен. Многу често се врти по телевизија атласот да се намести вакле, се намести толку цврсто и јак, него не може да го мрдниш. Значи, ако е во горниот дел, може да има врска и со увото и со овој дел, затоа што, како што реков, центрите се наоѓаат во мозокот. Овие се транспортери на импулсите. Првиот корен, одека го викаме C1 и од тука излегува, тој дава и за увото. Меѓутоа, обавезно би требало да консултира специјалист по уво, нос и грло, да не се работи пак нешто во однос на патологија во увото, кој не е предмет на тоа. Меѓутоа, може да дава. Може да дава и вртоглавица. C1, C2. Тие инервираат овој дел, овој поглавината од позади, заедно со увод. Значи, се меша, али затоа има некојаш и конзилиум, еден до друг, зати се тие спинални центри, за да може да седнат сите заедно и да кажат ова е моја, ова е твоја, заеднички можеме да го решиме. Така е, мултидисциплинарен е пристапот. Добар ден за следниот, повелете. Ја имам едноставно прашање, дали при почетниот преглед мора да донесеме рентген снимка или доколку дојдеме кај докторот има некој вид друг на преглед за воспоставување на диагноза? Благодарам. Благодарам, пријатно. Само, бидејќи имаме многу ми велат, ќе ве замолам ви гледачите да имате по-конкретни, по-концизни прашања за да можеме на сите да ви одговориме. Добар ден за следниот. Ало, здраво. Повелете. Дали се слушаме? Да, во програма сте, господине, повелете. Поздрав за докторот. Поздрав. Едно прашање за доктор Савески. Имам проблем кичмата. Кичмата и десната нога. Се случува по ден-два не можам да одам, пијам кетонали, не знам што, ме опушта, не можам да станам ни од спиење, кога станам од спиење ногата ми е целата здрвена. Што да направам, кај да се обратам? Благодарам, ќе се обратите кај доктор Јордан Савески. Ќе ви даде секако образложение, може за првата гледачка за рентген. И за едно и за друго. Значи и едниот и другиот има проблем. Првото беше дали морам да имам рентгенска слика.
не мора да носи рентгенска слика, али ако е направена, зашто би трошала? Пожелно би било да ја видиме. Па Така. ако кажеме ова не е доволно, ќе додадиме уште нешто. Јас обично и на пациентите кажувам, не мора све овде да правите, во ова болница. Меѓутоа, болницата во која работам е убавината неизина во тоа што ја на едно место имам све. Прво го имам целиот тим кој ми треба, еве. Првата рече увово, дали од кичмава, дали од вова. Имам уво носи грло. има кого да консултирате. Второ, имам радиорентгенолог, кој ќе се направи слика без разлика дали е обична, дали е компјутер, дали е магнетна резонанца, ја можам да се седнам со него. Обично сам си ги читам сликите, меѓутоа некојаш дилема ќе поделиме мислење заедно со него, што мислиш за ова, што мислиш за тоа. Значи, додека се слика, ние ги гледаме сликите заедно и носиме диагноза. Понатамо имам во тимот и неурохирург, имаме ако се работи за тумор и онколог, ако се работи за инфекција. Така да цел тим е во болницата, на едно место. Сите други, например, направен компјутер, чека, овде има нешто кој навлегува во каналот, ние мораме да знаеме колку притиска на мозокот. Магнетна резонанца. Значи, што се однесува одговорот на првиот гледач е дека имаме све. Меѓутоа, ако има слика направено и е добра и квалитетна слика, вреди ќе ја погледам и таа слика. Така е. Да. За господинот со проблеми во кичмата? Да, господинот проблеми во кичмата рече десната нога. Десната нога, да. Па кога излегува дискусот, ако вака се го гледаме прашено, хоризонтално, овој корен е лев, она таа страна е десен. Десен, така? Сега, кај него дискусот иде на десната страна. На десна. Затоа го боли десната нога. И го боли ногата затоа што притиска нели на него. Така? Сега, во однос на диагностиката. Сега ја би рекол, ако го боли десната, не го боли левата, мене ме интересира колку е оштетен коренот. А градаците на оштетување на корените се лесен или нема ништо, лесен, осреден или тежок, врз база на прегледа и врз база на тоа. Сега во тимот јас имам и неуролог кој прави електромиографија. Што значи електромиографија? Тоа е неинвазивна метода со многу тенки иглички кој навлегува во мускулите кои ги инервира тој корен. И врз база на функцијата на мускулот долу на ногата заклучуваме кој корен зафате. И тој оттаму ќе ми даде мене репорт, медицински извештај, дека коренот најчесто се случува во овој дел, каде што се спојува слабинскиот со овој дел, петтиот, четвртиот, првиот. Тие најмногу страдаат. Тие најмногу страдаат затоа што тука еден дел е доста подвижен и тука се случува таа работа. И ќе ми кажи, коренот S1 е оштетен од тежок степен или не е оштетен. Ако е оштетен од тежок степен, во тој случај следува нешто друго. Ако е од лесен степен, следува некој таблет. А ако е многу тежок и веќе има проблем со одењето и операција. Хируршки зафат. Така. Да го поздравиме следниот, повелете. Дали се слушаме? Да. Повелете, во програма сте. Сакам да го прашам докторот, имам проблеми со синот, со рабетот, имаме диагноза спиноцеребрална атаксија, но е и пунктиран. За испитувања имаме магнетна резонанса, се тоа. И истото сега ова што го кажуваше докторот со тие танки иглички, и тоа ги имаме проверено, она мислам отпорот на мускули се, но во нозете кога го држиме оди, али со тешко. Воопшто не стануваше, сега оди, али со придржување, не може самостоен. И има сега пред месец и нешто го снимавме на рбетото кај вратот, рбетните преслени, тука има некои искривување и малце подолу кон рамената. Имате прашање? Големиот мозок дали го не снима? Доктор, дали може на некој начин да се поможи, и покасно се уклучив од која болница е и мислам како може до него да се... По завршување на емисијата ќе добиете контакт, само докторот има прашање кон вас. Дали има направено компјутер или магнетна резонанца и на мозокот, на големиот? Оти често пати може да биде поврзана. Значи, овде треба еден убав конзилијарни преглед. Еве, јас и уште еден неурохирург или неуролог, затоа што патологијата е мешана. Работам во Аџи Бадем Систина,
работам во Аџи Бадем Систина секој понеделник по ручек за тие што се зафатени од Сабајле и секоја среда од Сабајле тие што се зафатени по ручек. Така да тие ми се денови во амбуланта. Значи во Систина сте? Во Систина. Да. Во Систина тој гази се вака прво на глудовите и во Систина направена операција, сега добро стапа со стапалата кај доктор Христов. Да. Тој веќе е ортопед кој се занимава со последиците од тоа вие за кое зборувате. Ама сега добро стапа на стапалата и имаше поолеснување, но сега причина е ова. Добро, затоа треба сега уште еден преглед да видиме каква е причината. Значи, а ние како да дојдеме во среда или накнадно да се договориме јас со доктора? Значи има кол центар број 30 99 500, нормално Скопје ако се јавите 02 и ќе добиете сакам преглед кај тој доктор и нема проблем. Да, ако нешто, значи по завршување на емисијата ќе се јавите во Тилма и ќе ви ги дадеме контактите. Ви благодарам многу. Поздрав и добро утро за следниот гледач. Добар ден. Ќе ве замолам да го намалите ТВ приемникот за да се слушаме побаво. Ве слушаме веќе, во програма сте. Ало? Ве слушаме, повелете. Ја мислев друг гледач да не има. Вие сте, повелете. Поздрав. Има прашање до докторот. Ајде. Јас имам спондилоза од озгора до доле. Целиот рбетен столб. Имам блокади примано и во рацете горе, во рамениците. Сега одам 2 пати во годината на физикална терапија, меѓутоа сега се повеќе и повеќе кичмата имам проблеми и болки ужасни. Ве молам за совет. Ви благодарам многу, пријатно. Благодарам, пријатно. Поздрав за следниот, добар ден. Во програма сум? Во програма сте, повелете со вашето прашање. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Ме интересира, имам девојче 43 години има. Има дискохернија или како се вика тоа на сега тука на работа, само јас прашувам мајката. Дискохернија на четвртиот, третиот пршнен таму, така да доаѓа до толку болки, укочување и се случува по месец дена да вледува. Так, тоа е нешто типично за дискус. Терапија, на масажа, имаме правилно магнетни резонанси се. Но би сакала да ја препорачам кај доктор Јордан Савески. Исто ме интересира за во која клиника работи. Јас сепак можеби она знае. Така, ние веќе неколку пати кажавме, професор доктор Јордан Савески е шеф на оделот за травматологија и шеф на спиналниот центар во Аџи Бадем Систина. Таму можете да го најдете. Во Систина, да. Така, ви благодарам многу за вклучувањето. Да одговориме за првиот гледач прво за Значи рече дека има спондилоза. На цел рбет. Тоа е тоа дегенеративна кичма, за која пред да се договориме за емисијава, рекој, што е тоа? Значи, тоа е дегенеративна кичма. Почнува со дегенерација на дискус, еува, шилци. Шилците, веќе викаме, имаме спондилоза. Некој викат има стеснување стеноза, некој гледач. Сите тие го стеснуваат каналот и наеднаш нервните елементи се наоѓаат во простор каде што не може да функционира. Тоа се вика стеноза. И сето тоа, нели, генерира симптоми. Кај неа симптоми. Не се давале инекции во рамењата, меѓутоа ако е проблемот во вратот, треба да се елиминира изворот, а не последиците, нели? Така да треба да се направи диагноза кои пршлини се зафатени, нели? Какви испади има по рацете, ги спомнав пред малце магнетната резонанца, електромиографија, кои корени се оштетени, колку се оштетени, во која фаза се наоѓа, затоа што рече примав кетоналик, примав ова, примав она. Кога примав, нема ефект, на крај мораме да дојдеме и до на последното, кој се вика хирургија за која треба да зборуваме. Не знам колку ќе имаме време да зборуваме, можеби во следна емисија за жената од 43 години што има дискус хернија. Спомена мајката дека се жали нели на постојани болки и дека некогаш тоа е укочување и седење по дома или мирување и по месец дена, нешто што е нели најтипично за дискус хернијата. Значи, обично дискусот кога дегенерира, тој не излегува веднаш дискус хернија.
Тој обично е надувен и го викаме bulging. Bulging значи надувен дискус. Тој не се оперира. Меѓутоа, ако вика дискус хернија, што значи тој дискусот излегол веќе надвор. Тогаш се почнува со конзервативен третман и добар процент на пациенти завршуваат со тоа. Да. Има и некои манипулативни постапи кои се прават, физикални терапии, меѓутоа ако сето тоа е исцрпено и дискусот не се враќа на своето место, нели, во тој случај треба да се тргне затоа што смета на функцијата и ја доведува во ситуација да биде укочена, место да игра и трча, да седи дома и да биде разочарана. Во тој случај дискус хернија ке помлади луѓе, како разбрав ќерката млада е, во тој случај тоа е мала интервенција и не е голем проблем. Проблем е овие каде што има цела кичма ми од горе до долу. Таму е поголемиот проблем, нели? Таму се пообсежните операции. Така да со мала интервенција може да се тргне тој дискус кој е екстра маса и притиска на коренот и да се врати во нормален живот. Али да запомнат гледачите дека најубавото опоравување од последиците на хернија на дискус е во првите 6 месеци. Затоа што многу луѓе доаѓаат касно, после 2 години нема опоравување. Затоа треба во еден разумен период да дојде да таа работа се заврши. Да. Уште гледачи тоа вака ми велат од режија. Поздрав, добро утро, добар ден веќе. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Ајде, ако не може да воспоставиме контакт, може да преминеме на следниот. Добар ден. Ке ве замолам ТВ примникот да го намалите, за да се слушаме поубаво. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Се јавувам од Валандово. Поздрав до Валандово. Имам едно прашање до доктор. Ајде, затоа сме тука. Имам направено рентген и магнетна резонанса и констатирано изместување на четвртиот пршкен. Спондилоза. Долу или горе? На вратот? Долу. Добро. Океј. Прашањето ви е или толку? Толку, да. Добро, ајде и следниот, па ќе дадеме одговор. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде една пациентка. Добро. Ме слушате? Ве слушаме, како не... Ајде, чекаме прашање. Прашање бе, јас имам дискохернија од вратот до петите. Со шилци, со се. Со се што кажавме до сега. Да, само едно прашање. Доле на зглобовоите имам шилци и не можам да одам. Добро, тоа ми е господион. најголема болка. Ке добиете образложение, ви благодарам многу. Ова е уште еден доказ дека дискохернијата и во Македонија и во светот најприсутна. Значи, во однос на последниот гледач. Шилците што се долу, ако се на стопалата е друг проблем, меѓутоа спондилозата горе на четвртиот и рече изместување, мисли че претходниот или било кој. Претходниот рече четвртиот. Значи, во дегенеративниот процес, прашлените, овие фини зглобчиња, што се овде се гледаат, овие фини зглобчиња не се вакви фини кај дегенеративните, не остануваат како топчиња. И се тие не може да обезбедат добра стабилност, односно, како да кажам, добро сооднос. И почнуваат постепено да се лизгаат. Тој рече, се излизгале, се изместиле. Тоа го викаме спондилолистезис. Значи, пршленот почнува да патува дали напред или па позади. Во тој случај, рбетникот е нестабилен. Тоа е една од индикациите за интервенција. Затоа што нестабилен рбетник од една страна има спондилоза, од друга страна шилци кои шибаат, од друга страна лизгање на пршлените може да направат катастрофа на рбетниот мозок или на корените, па да причинат многу тешко оштетување. Затоа со цела документација, преглед и одлука што. Така. Добар ден, повелете. Ајде да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добро. Ако преминуваме на следниот или добар ден. Добар ден. Ајде ќе ве замолам. Поздрав до докторот. Конкретно прашање, поздрав и до вас. За супругата 65 години возраст. Дискус хернија имам четвртиот, петиот и седмиот пршлен. Добро.
болки во левата нога до колено. Истите проблеми ги имаше за нова година, меѓутоа со ампуларна терапија, трамадол и тоа витаминска терапија што беше, му се подобри. Еве сега еден месец повторно се ово истиот проблем со големи болки и истата терапија ампуларна му дадоа, меѓутоа не му проваѓа. За совет. Добра, благодарам многу. Да. Ке дадеме, ајде. Како не. Значи, имал проблем, се почнало со лекување, тоа го викаме конзервативен без операција, и имал ефект. Морам да признам дека спондилозата 60% нема никакви симптоми. Може би јас имам спондилоза, денес зборувам за неа, ама немам проблеми. Не? Така. Значи се почнува управо така. Се почнува прво конзервативно. Со нестероидни аналгетици и антиинфламаторни. Сегде во светот тоа е првиот чекор. Она што кажат трамадол веќе е чекор подтанам. Тој трамадолот е веќе опијат. Трамадолот е веќе некој синтетички морфин, тоа е нешто појако. Значи тогаш ги изгубила симптомите и добро живеела. Сега поново се враќа симптомите. Ако поново се враќат, што значи дека тој дел таму кај што притискаше, поново притиска и прави проблеми. Тогаш кога ќе конзервативниот третман даде резултат, веројатно бил на физикална терапија, и окей, нема потреба од интервенција. Сега треба да се направи ново исследување, затоа што магнетната резонанца се повторува на секој 6 месеци, да се види што во меѓувреме се случило. Затоа што додека немаше симптоми, никој ништо не зборуваше. Убав беше животот. Сега пак има проблеми, треба да видиме што се случило накнадно. Може би дошло до лизгање на пршлени, може би други, нели? Во која ситуација на дискус хернија е неопходен оперативен зафат? Значи, вие велите секогаш тоа е последната опција која што ја нудите, но значи и спондилозите и дегенеративниот процес, индикации за операција се неуролошки испади. Најубаво да се оперира кога веќе почнуваат тие, а не кога веќе направиле катастрофа. Втората индикација за операција е декомпресија. Рековме, овие притискаат, тоа се вика компресија. Така. Декомпресија. Што значи декомпресија? Декомпресија значи отстранување на овие ламини, овие се вика ламини, отстранување и доаѓање до самиот корен. Одеднаш коренот кој беше притиснат не е повеќе притиснат. Тоа се вика декомпресија. Ако е на едно ниво, може да помени само со тоа. Али ако е на повеќе нивои, како што каже, јас имам од тој до тој пршлен, во тој случај се прави на повеќе нивои, ама тогаш не можеме да ги оставиме после така отворени пршлените, него се фиксираат со шрафови и со шипчиња кои обезбедуваат стабилност. Значи, тоа е втората индикација, јака стеноза со невролошки испади. Третата е лизгање на пршлените измеѓу себе. Тоа веќе е нестабилност. Може да направи при некој ненадеен покрет катастрофа по нервните елементи. И третата операција е, ако еднаш пациентот е лекуван конзервативно и повеќе не оди. Во тој случај исцрпено е све. Добивал лекови, добил сите видови на лекови, отишол на физикална терапија, отишол по бањи, не оди, животот не е убав. Во тој случај ќе треба да се направи хируршка интервенција. Рековте за спондилоза нема симптоми, за дискус хернија има нешто што би не асоцирало дека можеби имаме некакво... Значи, и спондилозата, и дискусот има симптоми. Сите овие симптоми што ги кажував до сега, меѓутоа дискусот е тој првиот што почнува, не? И на него се накалемуваат другите работи. Секако дека и остеопорозата, спомна некој гледач. Така, да. И остеопорозата. А што значи остеопороза? Секоја жена после менопауза, негде над 50 години, и секој маж над 60 години, треба да прима калциум како субститут. Спомна некој субститут, треба да прима некој субститут, затоа што доаѓа до остеопороза. Што значи остеопороза? Калциумот од организамот, од пршлените го извлекува организмот. Пршленот станува слаб. И некогаш во спиење или во седнување или при мал пат ќе се скрши. Викаме, тоа е ненормална фрактура, патолошка фрактура, како што е овој пршлен. Во тој случај, овој процес
се лекува успешно со минимална инвазивна хируршка интервенција, со тоа што се полни со цимент. Ево ова белото, не знам дали се гледа убаво на камерата, ова белото е цемент. Така? Значи, пациентот лежи на мев, преку овие структури кои ги викаме педикули, надвор од корените, значи надвор од овој дел, се влегува сигли во пршленот и се полни со цемент. И тоа вакво изгледа. И сега овој пршлен кој бил остеопоротичен, скршен, со јаки болки, неиздржливи болки, станува подсвар со другите. Така да тоа се вика вертебропластика. Пластика, вертебра е ова, пршленско тело, пластика, полно со цемент. Уште еден гледач и ќе мора да го заокружиме разговорот. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Ајде, ако... Добро, ми велат и толку од режија. Доктор Јордан, јас верувам дека вашите студенти особено уживаат во вашите предавања и јас денеска навистина ми беше задоволство да ве слушам. Верувам дека и вашите совети ќе бидат корисни за сите оние кои што се јавија или пак не проследија. Што би кажале за крај, бидејќи многу малку успеавме од она што јас барем го имав како концепт да го изреализираме, но во некоја наредна прилика ќе го повториме гостувањето во однос на превенцијата. Живееме во стресно време, споменавме и намалената физичка активност, многу фактори влијаат за појава или за дегенерација нели на рбетот. Веќе знаеме што е дегенерација. Ете, така да научивме. Научивме. Да. Што би споменале во однос на превенцијата или некој ваш совет до нашите гледачи? Секако, дека превенцијата е најбитна. Некои луѓе на 90 години оперираат. Мои колеги оперираат негде 90 години. Ја полнам ова година 72 уште оперирам. Значи, препораката е физичка активност. Веќе имаме компјутерска генерација. Не велам за нив дегенерација, меѓутоа влегуваат булејќи секој ден во компјутерот. За жал. Да, во дегенерација. На тие деца советот е избркајте ги на улица, нека играат фудбал, нека трчаат, нека се надпреваруваат. Она што го правевме некојаш кога немаше компјутери. На времето кога се појави телевизија, се појави четвртаци остис. Очи, Square Eye, сите булевме во телевизор, немаше телевизор, нели? Значи, физичка активност, програм на вежби, затоа што сите овие структури, ако не се поддржани од јака мускулатура, тие не играат улога во стабилност. Понатамо, во однос на тежина, тежината од ден на ден го оптоварува рбетот. А рбетот од ден на ден со старење, денес правиме молбе за остеопороза, рекоме слабее. Тоа е тоа кој треба да го штити нели рбетот. Значи, добра исхрана, физичка активност, спортови има денес секакви, и за жени и за мажи. Од пилатес до бокс, до трчање, до секаква. Главно да се движи, со движењето мускулатурата е јака, а таа ги поддржува сите овие компоненти кои учествуваат во стабилност на рбетот, кои овозможуваат убав и комфорен живот. А што се однесува до моите студенти, на времето кога почнав со спинална хирургија 74 година, ветев дека ќе напишам нешто на кирилица. Тоа е таа книга. Тоа е оваа книга која што денеска беше моето друштво цело време. Спинални повреди, затоа што и карлица, тие беа две теми кои морам да признам, ја растев со развојот на оваа спинална хирургија, пошто првите спинални хирурги се направени 70-те години во Македонија. Јас имав можност да ја направам првата 74-та година, па одвамо навамо, може би илјадници спинални операции. Ми беше исклучително драго што денеска се дружевме во Тилма амбуланта. И сугестијата за овој вид на тема е тема широка, што гледате, секој има некој проблем од ова. Оние другите се потесни и некој може ми за не да разговара. Се разбира. Во секое време ви благодарам многу за гостувањето и за убавите совети. Благодарам што ме поканавте. Да, се надевам дека и вие, нашата верна публика на Тилма амбуланта, уживаше денеска во овој разговор со доктор Јордан Савески. Можете да го најдете во Аџи Бадем Систина. Ви благодарам за вниманието.